На нашата агенда денес е Конче. Со екипата решивме да тргнеме порано, за да имаме доволно време да ги посетиме сите позначени места на оваа општина. Претходно се запознавме со главните обележја, за да можеме полесно да стигнеме до нив, но со самото пристигнување, нашите очекувања беа надминати. Пространата слика се појавува веднаш откако се скршнува од магистралниот пат. Конче се протега на површина од 233 км квадратни, а гледката од горе е воодушевувачка. Ридчиња совршено вклопени во релјефот, како со магично стапче правилно да е наредено секое дрво, секоја зелена површина, од која се подаваат огромните жолти цветови на сончогледите, кои тука ги има во изобилство. Фактот дека Конче било средновековно градче кое се споменува уште во 4. век, го потврдуваат многобројните обележја кои се уникатни, единствени и од големо културно значење за Македонија и за Балканот. Средновековниот период во историјата на овој дел од југоистокот се карактеризира со посебен растеж, и тоа посебно на Конче. Тоа се гледа како во економската, политичката и просветно-културната историја. Политичките односи биле поврзани и речиси идентични како и во другите области на Македонија. Меѓутоа, карактеристично во тоа време е што токму Радовиш и Конче добиле посебно внимание во тие односи. Тоа се потврдува со вниманието што тогашните завојувачи на Македонија им го придавале на овие центри. Македонскиот народ успеал и натаму да го продолжи континуитетот на својата самобитна особеност, за тоа сведочи придонесот во просветно-културниот растеж на овој крај. Денес, во рамките на општината, се 13 населени места, а центар е селото Конче, каде се сместени сите центри за одвивање на општествениот живот. Администрацијата, општинската зграда, аптеката, болницата, стоматолошката ординација, верските објекти. Непосредни, позитивни, гостопримливи, скромни. Ете такви се жителите на Конче, а така беше пречекана и нашата екипа. Тие желни за разговор, ние за да го впиеме секој нивен збор, гестикулација, емоција и да се соживееме со приказната. По краткиот разговор со градоначалникот Благо Јованов, кој доброволно се приклучи кон нашата екипа, тргнавме според зацртаната агенда. За прв пат Конче се споменува во 1019 година во записите за византискиот император Василий II. Селото било дел од Струмичката епархија на Охридската архиепископија. Конче своите почетоци ги бележи како манастирски комплекс, а во исто време и како црковно и управно седиште. Манастирската црква, која е посветена на Свети Стефан, датира од пред 1366 година. Црквата и манастирот ги изградил Никола Стајневиќ, војвода на цар Душан и цар Урош. Овој комплекс, посебно црквата, по својата уметничка вредност, зазема важно место во историјата на македонската средновековна култура. Фреските датираат од 5. век, а жителите, за да ги заштитат од уништување од турците, ги варосувале. Позади олтарот, уште од изградбата, ископани се 2 тунели за евакуација, еден кој води до кулата во дворот на манастирот, а другиот кон планината Серта. Во внатрешноста на црквата се наоѓа гробница, за која се верува дека е на ќерката на српскиот цар Душан. Таа, враќајќи се од Солун, се разболела и останала токму во Конче. Како последица од болеста, тука и починала и била погребана во црквата. Моментално се градат иконаците, со што манастирот ќе биде приспособен и за сместување на сите туристи кои доаѓаат на посета и тука го наоѓаат душевниот мир. Ова општина е символ на соживотот. Освен македонци, тука живеат и турци. Со векови наназад, општествениот живот се одвива со подеднакви застапености на двете вери и на двете националности. Ја посетивме и џамијата која се наоѓа во центарот на село Конче. Свештените лица кои ги водат секојдневните молитви за верниците, тука доаѓаат од Турција, а се менуваат на секои 4 години. Дневните молитви, како што наведува и муслиманството, повеќе содржат предавања за човечките вредности, како и начинот според кој верниците треба да остават белег во живеењето на овој свет. За оваа џамија нема точна информација кога е изградена. Тоа не го знаат ни нивните предци, што очигледно наведува на некој многу далечен век, или пак воопшто нема документи во кои е забележан овој податок.
Оние кои ги затекнавме таму, велат дека уживаат во деновите кога на православните празници ја посетуваат црквата. Велат дека немаат никаков проблем да влезат во друг верски објект и да се помолат за здравје на најблиските. Тоа го прават и православните верници. Сите возрастни муслимани имаат должност да се молат 5 пати на ден. Повеќето од нив имаат организирано определено време за молитва. При собирот на верниците, тие одржуваат џамах, што се определува на средното молење во петоците. За разлика од оваа молитва, другите може да се одржат на било кое место. Во внатрешноста на џамијата нема поставено слики на светци, пророци како во црквите, ниту пак се пушта никаква религиозна музика. Наместо сликовно прикажување на Библијата и самите светци, во џамијата се појавува арапска калиграфија, како уметност на убавиот ракопис, како и предавање за Куранот и тоа исклучиво на арапски јазик. Пред секој влез на џамијата, верниците ги соблекуваат и ги оставаат своите обувки. Во џамијата се влегува со десна нога, а се излегува со лева. На подот мора да има килим. Покрај џамијата и црквата, како главни религијски објекти во општината на центарот се наоѓаат сите останати објекти. Тука е болницата, стоматолошката ординација, руралната аптека, единиците од општинската и државната администрација кои однотамна се поблиску до граѓаните. Вработените срекни што помагаат, а жителите задоволни од услугите што ги добиваат. Сме презадоволни за оваа работа, за оваа ординација што е тука, пошто порано немаше ни за болекар и тоа се за Радови што одеме. Тоа е голема мака. Евентуално ноќе ќе те фана завод, треба такси да платиш 600 денари за Радови, што ова ни е на ногата и докторката ни е многу добра. И тоа прво да кажеме, многу сме задоволни од овие работи. Добро е, да, супер е. Да, задоволни сме, да. Поголем дел не одат за Радовиш тука. Само поитните случаи и нешто што треба други испитувања, лабораторија, ехо, рентген, за тие работи одат до Радовиш. Телите спрема понапред, позадоволни се. Понапред нема и аптека, нема и стоматологија, сега се позадоволни. Тука припишуваме лекови и одма во аптеката си купуват и... Значи, функционира веќе скоро 2 години. Идејата ни беше да дојдеме да им помагаме тука на населението, да не мора 1500 жители колку што се додат за Радовиш, доволно јас да доаѓам тука за нив. Гледам дека тука населението добро се грижи за оралното здравје, сака да има добри зъби, здрави зъби и тоа е најбитно. Битно е што и на превентивните прегледи доаѓаат често. Веќе полни 7 месеца. Работиме и со фондот за здравствено осигурување и презадоволни, бидејќи за еден аналгин требаше претходно да патуваат до градот, а сега овдека има сеј. Можете сами да видите дека има доста лекови. Промената на социјалните и економските услови за окружувањето на пазарната економија, како и процесот на децентрализација, придонеле локалните власти во општините Радовиш и Конча да започнат да ги истражуваат сите капацитети што ги имаат и можности за подобрување на локалниот и микрорегионалниот економски развој. При тоа, создавајќи синтеза на урбаниот и руралниот сегмент. Од таа причина, Општина Радовиш и Општина Конче подпишале меморандум во кој ги определиле насоките на заедничкото функционирање во подрачјето на локалниот економски развој. Двете општини ја основале заедничката канцеларија за локален економски развој. Општина Конче е општина каде земјоделството, сточарството, водостопанството и шумарството се значајни стопански гранки. Така, во општината има производство на тутун од типот јака и општината произведува 5% од вкупното производство на тутун во Македонија. Понатаму, во општината има ловен и риболовен туризам, како и дрвна индустрија. Иако во последниот период Конче стана препознатливо по нешто, тоа се токму уникатните градби со кои ова место на југоистокот почна да привлекува туристи. Конче има единствената куќичка на дрво во Македонија, која може да ја изнајмат сите заинтересирани. Тука ги имаат сите потребни услови за добар викенд: електрична енергија, затоплување, простор за скара, летниковец. Освен тоа, сопствениците го обезбедуваат превозот до куќарката и ги снабдуваат туристите со се што им е потребно за комплетно уживање. Многу интересно, многу убаво нешто направија тука. Општина Конче, градоначалнико Благој
Јованов, како шофрезе, он како градоначалник, многу успешни работи заврши. Која година веќе како што направено 2 годишна кукичката, секоја година доаѓаат многу луѓе, остранци, млади, стари, сите доаѓаат. Младите повеќе доаѓаат, поскаре доаѓаат, така поинтересно доаѓаат сите младите. Интересно во овој дел е тоа што идејата за ова ја дале млади ентузијасти. Со предлогот отишле кај градоначалникот, а тој со задоволство прифатил, им помогнал и сега заедно го развиваат руралниот туризам. Сместени на преубава локација, со поглед кон Мантовското езеро. 3 дрвени влашки колиби опремени со кревет, масе и дрвени клупи се уште една интересна атракција во Конче. Изградени се наодамна во рамките на проектот Културното наследство на власите во регионот на Конче и Серес, од програмата за прекугранична соработка меѓу Македонија и Грција, кои општините Конче и грчката Серес. Веќе има интерес за преноќување тука, а посебно е голем интересот од странските туристи кои со посебно воодушевување го впиваат секој дел од природата покрај езерото Мантово. На патот дотаму може да се видат прекрасни стари градби. Тука преовладува старата македонска селска архитектура. Иако селата се веќе празни, невозможно е да не го привлечат вниманието на минувачите кои тука застануваат и фотографираат. Иста е сликата и на езерата Конче 1 и Конче 2 кои се убаво уредени, но и достапни за љубителите на риболовот. Во Конче, луѓе од странство не доаѓаат само за посета, туку некогаш и поради потреби. Таков е случајот со хрватот кој дошол тука за да земе брашно од воденицата на Мустафа Исов, една од малкуте воденици во Македонија која функционира и е доста барана. 60 годишниот Мустафа решил по 15 години повторно да го возобнови занаетот на татко му, се со цел да може и понатаму да помага на луѓето и да се грижи за нивната здрава исхрана. Тој не откри дека брашното од рж помага на диабетичари, а имало и ситуации кога со неговото консумирање диабетот целосно исчезнал. Комбинацијата од рж и јачмен помага за секакви воспаленија на белите дробови. На Мустафа му се јавуваат од различни делови на Македонија, го бараат да ги учи заинтересираните да мелат жито, а неговите синови и внуци веќе се решени да го преземат занаетот. Многу лесно занаетот да умре. Многу е лесно. А занаетот да се добива многу е тешко. Јас тоа мислих у овие години буданиците пак да работе, знаеш, јас 6 години сам јас викам кога ќе умрам, занаетот да не умире, да остане на по нас тие на идните, знаеш. Сакаат ли идните генерации? Да, сакат децата да се научат занаетот. Многу се интересират за да го видат, знаеш. Има и од Германија дојден, Германија се лично дојде да го виде. Вика на мене, дојде, вика, еден музеј, вика, таму кај нас, вика, да направиш, вика, на мене, вика. Викам, ќе дојдам, зашто да не доаѓам, викам, ќе дојдам. Во Конче подеднакво внимание се посветува и на останатите општествени дејности. Општината подготвува проекти со кои треба да го поттикне културниот развој. Во Конче и во Долно Липовиќ веќе се пуштени во употреба реконструирани згради со намена за дом на култура, а исти такви треба да се изградат низ сите населени места во општината.
Тука се одржуваат бројни културни активности, одбележување на значајни денови, патронати и празници. Постојат културно-уметнички друштва од постари и помлади членови, кои успешно се представуваат на многу манифестации надвор од Македонија. Исто внимание се посветува и на спортот, кој е значаен за правилен развој на младите, а кои во оваа општина покажуваат исклучителен талент за тоа. Тука веќе има игралишта во склоп на училиштата во населените места, а според најавите, наскоро треба општината да добие и повеќе наменско модерно игралиште. А кога веќе ја споменавме инфраструктурата, значајно е да се спомене дека за прв пат последниве 2 години ова општина доби бројни локални патишта, решени се електро и канализациони системи, а една од поголемите иницијативи со која Конче треба да се поврзе со Струмица е изградбата на регионален пат преку струмичкото село Рич, со што конекцијата меѓу овие две општини би се скратила за околу 70 километри во двата правци. Конче е општина која релативно брзо се развива. Ако се земат предвид условите за живот, тие во последните 2 години се значително подобрени. Тоа го чувствуваат граѓаните, тоа го чувствува и југоистокот, но и цела Македонија, бидејќи добива уште едно место кое може да го посети, но и да му го понуди на светот. Еден ден е премалку за да може да се видат сите убавини, локации, објекти и места кои што може да ви ги понуди општина Конче. Ако некогаш ве носи патот во овој дел од Македонија, тогаш задолжително и топло ви препорачувам да ја посетите македонската Швајцарија на југоистокот. Ајде дали знаеш, паметиш ми лице,